Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. 400 деца седнаа на заеднички божичен ручек за Божик. На ликовниот конкурс во организација на храмот Света Петка беа понудени 430 творби од ученици. Во храмот Свето Благовештение денеска православните христијани го славеа преподобен Никодим Прилепски и Тисмански. Времето денеска најстудено во Берово, -1, утринска температура во Прилеп 4, дневна 10 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Детската амбасада за сите деца во светот го реализира по 19 пат традиционалниот божичен ручек на кој 400 деца се дружија и го прославија Христовото раѓање. Да се радуваме сите заедно, како што кажавме на почетокот, нека се радува небесата и нека ликува и земјата, зашто денеска се соединија и небесата и земјата, бидејќи од небесата слезе Синот Божи кој предешно од Отецот се раѓа и се роди од Пресвета Богородица. Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. На оваа трпеза ќе седнат дечиња од сите целни групи, од Прилеп, од Битола, од Крушево, од Скопје имаме, од Штип, од Струмица. Убаво е чувството на овој ден да си со деца, убава е гледката, весели се, а ние се трудиме да оставиме таков печаток, да оваа традиција продолжи и на нашите поколенија. Локалната самоуправа обезбеди за сите 400 дечиња празнични колетчиња кои што им се доделени. Ова е уште еден знак дека хуманоста, среќата, исто така и желбата, секој дете да биде радост во куќата, во семејството. Ова ми е втор пат како што идам и многу сакам тука да сум и многу сакам да се дружам со другите деца. Навистина е прекрасно чувството да се учествува вакво убаво нешто за добротворни цели. Јас посакувам да се дружам со другарчината, да не се скарувам со другарчината. Мојата желба е со другарчињата да се сакаме, да не се скаруваме, да се сенуваме, да јадиме заедно, да си даваме честички работи такви. За Божик во храмот Света Петка беа прогласени и наградени најдобрите ученички, литературни и ликовни творби од конкурсот Рождество Христово Божик во нашиот дом. Повеќе од 400 учесници од основните училишта во Прилеп понудија над 450 ликовни и литературни творби. Младите таленти преку своите ликовни и литературни творби го изразија празничниот дух и богатството на нивната имагинација. Старешината на храмот Света Петка од името на храмот им додели профалници како символ на длабоко уважување за тоа што преку ваквиот пример го зацврстуваат патот на верата и благовестуваат за Божјата милост и љубов. Денеска православните христијани го одбележуваат празникот Свети Никодим Тисмански Прилепски, кој што беше одбележан во Прилепската црква Свето Благовештение,
каде што пред неколку години иконата на Свети Никодим Тисмански Прилепски мироточеше. Свети Никодим Тисмански бил македонец, роден 1320 година во Прилеп, тогаш во Византија. За време на српскиот цар Стефан Душан станал монах во Хилендарскиот манастир. Во 60-тите години на 14-тиот век се преселил во близината на Кладово, Србија. Денеска во негова чест се одржа пригодна благослужба во црквата Свето Благовештение во Прилеп. Временска прогноза. Времето денеска делимично сончево со температура до 10 степени Целзиусови. Метеоролозите предвидуваат за време на викендот снег. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Демески.